Медицинските сестри најавуваат протести, се жалат на малку пари и почит од државата. Најавеното покачување на платите од 10% донесе разочарување поради нерамномерното покачување од 25% на докторите. Ваквото нелинеарно покачување прави огромен јас меѓу сестрите и лекарите, тврдат тие. И беше ветено дека во колективните договори ќе имаме линеарни покачувања на коефициентите. Што значи тоа? Дека ќе се прати тој сооднос 1:2 на коефициентот на сестра со средна стручна спрема во однос на општ доктор специјалист. Сега е надмината таа рамка и сега тоа изнесува 2,6 просечно. Медицинските сестри кои се десна рака во здравството велат дека вакви огромни разлики и јазови во личните доходи нема во ниту една држава. Тие подитно бараат да се најде решение за оваа нерамноправност, но посачуваат уште два други за нив големи проблеми. Значи, претходното покачување кое што беше најавено од 8% за сите оние сестри кои што работат во здравствени институции и кои што имаат поединечни колективни договори, а тие се неколку, значи го добија покачување. А останатите на кои што им беше ветено, значи останаа без тие 3% покачување кои што им беше ветено дека до јуни ќе им биде исплатено. Тоа е уште поголемо незадоволство заради тоа што и таа мала бројка и тој мал коефициент кој што беше најавен од минатата година, значи од 3% не го добија. И третата работа која што е многу битна е дека нема да ги заборавиме и сестрите кај концесионерите кои работат во ординациите. Второ, ако се покачија капитациите, сега слушавте во телевизиите на докторите во приватниот сектор, меѓутоа никој не праша дали се покачаа и платите на сестрите. Медицинските сестри денес јавно ги упатија барањата до ресорното министерство и очекуваат нивно итно решавање. Воспротивно, не е исклучено правдата и правата за себе да ги бараат и на улица. Инаку бројот на медицински сестри што заминуваат од јавното здравство, но и од државата е се поголем. Само оваа година клиниките и болниците ги напуштиле околу 200 сестри кои заминале во странство. Причина за ова меѓу другото се и ниските плати и незадоволителниот статус што го имаат во државата.